Уште од раните утрински часови пристигнаа десетина камиони, багери и лопати за волонтерите. По реакциите на дел од жителите на Сингелик и Камник дека државните институции не им помагаат за да ги исчистат барем куќите. Денеска во овие села пристигнаа повеќе екипи за помош, неголемиот број доброволци. Дојде министерот за економија Дритон Кучи, кој ги слушна поплаките на жителите на Камник, главно на адреса на државните институции од кои очекуваат помош во чистење на хаосот кој го донесе поплавата. Куќата на Фейзула Шабани денеска ја чистат волонтери, меѓу кои беше и ректорот на Тетовскиот универзитет Вулнет Амети. Јас сум njeri ingritor, veoma pastruta u naš. Еден образован човек, достоинствен човек да дојде и да ја чисти мојата куќа ми падна многу жал, но тоа немаме што да правиме. Исали Сулеймани од Камник вели дека работите денеска се одвиваат побрзо и подобро. Елхамдулилlah пизотит сад на мрена. Фала му на Господ, денеска дојдоа и ни помагаат. Предходните денови не ни помагаше никој, но денеска дојде од Куманово од едно здружение. Работат побрзо, не можев да верувам дека ќе се исчисти толку брзо. Кога сакаат да работат, работат. Кога не сакаат, не сакаат. Освен екипите за чистење во погодените подрачја, дојдоа и правни експерти за проценка на настанатата штета. Патиски извори Телевизија 21 неофицијално дознава дека ако чистењето на поплавените населби не оди според предвиденото, владата има план Б, да го евакуира населението и да ја активира војската за да се исчистат поплавените области, како и да се спречи појава на заразни болести кои би можеле уште повеќе да ја отежнат критичната состојба.